Редовен термин за најновите случувања од Вардарскот и Квешкиот регион, Македонија, светот и спортот нормално. Што имаме денеска актуелно, останете со нас. Почнуваме веднаш по најавите. Потенцијална словачка инвестиција во Велес повод за посета на словачкиот амбасадор. Триесет дена притвор доби насилникот од Кавадарци. Триесет дена протест на иницијативата за заедничка Македонија во Велес. Велешани вчера вечер по 30-ти пат беа дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Велат дека на овој начин им покажуваат на одредени политичари како се брани и сака Македонија. Македонскиот јазик е она што не прави посебни од другите народи. Тој го чува нашиот идентитет, рече Маја Герасимовска во својот говор. Со нашите секојдневни протести сакаме да им покажеме на дел од домашните политичари, но и на светот, како се сака Македонија, како се брани Македонија, како се чува јазикот, знамето и химната, велат велешани кои вчера вечер по 30-ти пат беа дел од граѓанската иницијатива за заедничка Македонија. Никој нема право да ја редефинира Македонија, таа е единствената наша татковина. Нашиот закон за наменување на уставот ќе го испишеме со црвено-жолти букви, рече пред присутните Славче Радевски. И ќе го подпишеме во унитарна Македонија, а не во бинационална безимена држава. Во унитарна Македонија ќе го подпишеме тој закон и ќе остане за навек да сведочи дека на ова парче земја живееле вистински македонци кои со своето срце ја зачувале Македонија. Македонскиот јазик е тој кој што не прави посебни од другите народи, но и го чува нашиот идентитет, рече Маја Герасимовска, потенцирајќи дека таа како наставник по англиски јазик добро знае што значи да се знаат повеќе јазици. Јас сум за стојазичност, не за двојазичност. Дај Боже, секој да знае по 100 јазици, па да може да се разбере. Меѓутоа, она што сакаат да го направат со тиранската платформа е една етничка група да се издигне над другите етнички групи. Државата да ја направат двојазична. Велешани остануваат на улиците, велат организаторите на граѓанските протести, се до отфрлање на платформата која носи редефинирање на Македонија од унитарна во бинационална држава. Протестен марш вчера вечер се реализираше и во Неготино, а пред присутните се обрати Хрисула Манева, одделенски наставник. Таа меѓу другото рече дека ние како сегашни генерации сме должни да го зачуваме нашиот јазик. Мораме да го следиме аманетот кој ни го оставиле нашите предци и да водиме непрекинлива борба против оваа тиранска платформа која има единствена цел да ја уништи сотре македонштината во нас. Во ниеден момент не смееме да ја заборавиме важноста и значењето на нашиот јазик, рече пред присутните граѓани во Неготино Хрисула Манева. Наша задача е, продолжи Манева, постојано да ја нагласуваме потребата од него и дури ако можеме да го расплинуваме во широки светски рамки. На оваа цел работеле безброј наши преродбеници, кои со судни маки успеале да не доведат до овде докаде што сме. Додека не постоел јазикот, не знаеме како се разбирале меѓу луѓето и како се одвивала нивната комуникација. Со неговото создавање се запишало се од минатото и ние како такво го имаме денес. Се што денес ние ќе сториме за развојот на јазикот ќе им користи на идните генерации. Незамисливо е што би било кога еден народ би немал јазик, тогаш тој воопшто нема да постои.
Нашата генерација во ова време треба да запише и да им пренесе на оние што доаѓаат дека нашиот јазик, нашата држава е уште една победа на напредокот, рече Манева. Пред присутните неготинци се обрати и новинарот Пецо Миланов. Сите едно да знаат. Тука сме дојдени со различни бродови. Но сега, македонци, сите сме во ист чамец, а чамецот е мал. Мора да научиме да живееме заедно како браќа, затоа што ќе загинеме како будали. Миланов се надева дека и граѓаните на Неготино гласно и јасно ќе ја пренесат пораката за неприфаќање на тиранската платформа. Протестите продолжуваат и во наредните денови, најави тој. Амбасадорот на Република Словачка во Република Македонија Мартин Безак, одговарајќи на новинарско прашање при посетата на општина Велес, истакна дека политичката криза во земјава е и уставна криза, сложена и дека за истата треба движечки пристап. Како многу сложена, Како многу сложена, имаме длабока политичка криза, која има некои елементи и на уставна криза и треба да се направи се за да оваа уставна политичка криза не се развие во интраетничка, односно интеретничка криза. Треба, би рекол, државнички пристап. Треба да се стават настрана партиските цели, односно личните цели, и ова важи за сите, преку политичкиот, односно етничкиот спектар. Словачкиот амбасадор во Република Македонија Мартин Безак денеска беше во работна посета на општина Велес. На средбата со градоначалникот Славчо Чадиев дискутираа на повеќе теми, но акцентот беше ставен на идната соработка помеѓу овие институции, како и за можноста реномирана компанија од Словачка да отвори фабрика во општината. На состанокот беа отворени актуелни теми за општествениот живот, а се разгледа и можностите за соработка на Велес и градови од Словачка на повеќе нивоа. Валентина Михаловска ги има деталите. Амбасадорот на Република Словачка во Република Македонија оствари работна посета на општина Велес, а една од причините на посетата е потенцијална словачка инвестиција во општината. Негов домаќин беше градоначалникот на општина Велес Славчо Чадиев. Тие ја посетија индустриската зона Мамутчево, како и неколку знаменитости. Ќе размениме и други мислења околу нашата понатомашна соработка, па и можноста контакт да воспоставиме соработка со еден град од Република Словачка. За поздравување и првиот почеток на да речеме економска соработка помеѓу Велес и еден град од Словачки, секако заинтересираните инвеститори во нашиот град. Чадиев истакна дека општината чека дозвола од антикорупцијската комисија за да може да се објават на продажба парцели кои се во државна собственост, а се на територијата на општина Велес. Има два разлога, еден е да разговараме на тема. Има две причини. Едната е да разговараме на тема инвестиции, одредена инвестиција која би била директна странска инвестиција од Словачка, Гринфилд инвестиција. Не би сакал повеќе да говорам за ова. Можеби ако се оствари би донела неколку стотини нови работни места. А втората тема е да се обидеме да го збратимиме Велес со град од Словачка, со сличен економски профил. А можеби ќе биде тоа градот од кој евентуално би дошол инвеститорот. Географската положба и локалната инфраструктура се причини за доаѓањето на потенцијалниот инвеститор во земјава, истакна амбасадорот Безак. Словачка и Македонија имаат многу заеднички елементи и имаме неколку успешни економски проекти, потенцираше Безак. Во притвор е насилникот од Кавадарци кој пред 2 дена изврши полов напад врз 13 годишно девојче. Полицијата во дневниот билтен објавува дека станува збор за 68 годишниот БП од Кавадарци, кој во период од околу 3 месеци во повеќе наврати во просториите на стрелачкиот клуб лоциран во подрумските простории на гимназијата Добри Даскалов во Кавадарци, како тренер вршел полови дејствија над малолетното девојче. Полициската станица Кавадарци поднела
поднела кривична пријава против пријавениот БП поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело полов напад врз дете кое не наполнило 14 години. Судијата на претходна постапка на пријавениот му одреди мерка притвор во трајање од 30 дена. Александар Панов, градоначалникот на општина Кавадарци, со осуда за настанот, но и реакција за првично пласираната информација дека станува збор за наставник вработен во образованието. Работењето на ЈКП Дервен тема на денешната пресконференција на СДСМ. Според Стојанова Богоевска, општината на ЈКП Дервен му должи 9 милиони денари. Општина Велес со писмена реакција вела дека овие напади им служат за собирање на ефтини политички поени. Прилог на Валентина Михаловска. Годишниот извештај за работењето на општина Велес, за работењето на јавното комунално предпријатие Дервен, тема на пресконференција на СДСМ. Според годишниот извештај на општината за одржување на јавната комунална хигиена, се вложени, односно реализирани, 1.030.833 денари или 10% реализација, а биле планирани 10 милиони денари. Додека во извештајот на ЈКП Дервен стои дека се реализирани 10.256.697 денари, истакна Весна Стојанова Богоевска. Се поставува прашањето: кој од овие два извештаи е точен и од каде доаѓаат вака спротиставените бројки? Доколку внимателно се проучат извештаите, одговорите за ваквите бројки најверојатно се поради следнија причини. ЈКП Дервен ги изработил сите работни налози кои му ги дава општина Велес по однос на остварување на програмата за одржување на јавна комунална хигиена и фактурирал на општина Велес 10 милиони денари и за тие фактурирани пари платил и данок на државата. Според Стојанова Богоевска, општината на ЈКП Дервен му должи 9 милиони денари. На пресконференцијата писмена реакција испрати општина Велес, во која меѓу другото стои: никакви пресконференции и неаргументирани напади не можат да го избришат задоволството кај граѓаните од реализираните проекти во изминатите 4 години. Поставени се нови или реконструирани 33 водоводни линии во градот. Во 7 населени места на околината на Велес има изградено нова водоводна мрежа. На повеќе локации во градот се подигнати нови зелени површини. Редовно се исплаќаат и ратите од кредитот кон Светска банка за кредитот. Дека денешните напади служат за собирање на ефтини политички поени, укажува фактот дека кога извештаите за работа на општина Велес и на ЈКП Дервен беа поставени како точки на дневниот ред на седница на Совет на општина Велес, советничката група на СДСМ немаше ниту една забелешка и ниту една дискусија во негативен контекст, се вели во писмената реакција на општина Велес. Во просториите на општина Велес денеска подпишан меморандум за соработка со кој се предвидува унифициран и стандардизиран начин на постапување со децата на улица. Целта е нивна заштита од тргнување од улицата и целосно вклучување во општеството. Сања Левкова Ангелова ги има деталите. Општина Велес, Центарот за социјална работа, итната медицинска помош, секторот за внатрешни работи Велес и општата болница подпишаа меморандум за соработка за грижа на деца на улица. Целта е отргнување на децата од улица, нивна заштита и грижа и целосно вклучување во општествениот живот. Ги утврдивме поедомните точки на соработка на кој начин би се работеле согласно правата на децата, Законот за правата на децата и се тоа на што следи. Јас морам да кажам дека оваа година го зголемивме бројот на луѓе, односно на институции кои што ќе учествуваат во оваа наша соработка. Низ Велешките улици, според локалната самоуправа, мал е бројот на деца кои за да обезбедат сопствена екзистенција ја подаваат својата рака, но според информациите со кои располагаат надлежните, голем е бројот на деца од другите градови кои се носат на Велешките улици за да просат, рече градоначалникот Славчо Чадиев. За среќа општина Велес нема голем број на деца кои што се така оставени на улица, меѓутоа се дешава по информациите од СВР и од Центарот за социјална работа да имам информации да се носат деца од други општини кои што просат по градот, ќе оставаат во градот, потоа ги прибираат, така да
Нашата заедничка работа ќе се состои во контролата, евиденцијата, обезбедувањето, доколку има потреба. Тука затоа се вклучени и здравствените институции, да сето она што е предвидено по законот да функционира во нашиот град. Со вклучување на општата болница кон нови меморандум за соработка, на децата од улица ќе им се пружи целосна здравствена грижа, потенцираше директорот Атанас Василев. Во денешниот меморандум што го потпишавме, и општата болница си најде свое место, заради тоа што за тие дечиња што ќе бидат најдени, ќе треба да се провери нивната здравствена состојба и во нашата болница ќе се направи испитување за сида, хепатитис Б и С и присуство на некои токсични или наркотични средства. Со заедничка активност на институциите ќе се овозможи правилен раст и развој на децата згрижени од улица. Во наредниот период, доколку граѓаните на општина Велес забележат деца на улица, имаат право да ги контактираат институциите со цел тие да бидат соодветно згрижени. Во Кавадарци и Неготино денеска во пресрет на 1 април беше одбележан денот на шегата. Илјадници деца маскирани во разновидни костими од градинките, основните и средните училишта од двата града продефилираа низ градските улици на традиционалната априлијада. Шаренило од интересни и креативни маски ги обоија централните улици и градскиот плоштад во Кавадарци. Во пресрет на 1 април, илјадници деца од градинките и основните училишта, облечени во костими од умилените херои и ликови од цртаните филмови, со насмевка го одбележаа денот на шегата. Сончевото и топло време беше дополнителен мотив за денот да биде уште повесел и побогат. Во Frozen, невеста, тата. Јас сум убавицата, само што треба да има звер. Јас сум маскиран во Бетмен, у Мајстор. Јас сум Филип Милосавлевич. Јас сум Золо. Елса во Вештер. Јас сум маскирана во Елза. Снежана. Пират. Ја не знам што. Јас во Мики Маус. Јас во Кралица. Јас сум Хавајка. Јас сум кошаркар. Јас сум тајен агент. Јас сум маскирана во Дана. Јас сум маскирана во принцеза. Тајен агент. И во општина Неготино априлијадата беше организирана денеска. Скриени под своите првоаприлски маски, стотици деца од основните и средните училишта од овој град продефилираа низ улиците се до градскиот плоштад, преправени во принцови, принцези, пчелички, пеперутки, бубамари и останати херои од цртаните ликови го одбележаа денот на шегата. Од кое училиште сте вие? Од Гоце Делчев. Бубамари. Јас сум Били или Бисквита за помалите и сега сум нешто во Галакси костум, а тука е принцесата Маца. Здраво! Гоце Делчев, Неготино. Малата сирена. Јас сум принцеза. Учам во Гоце Делчев и јас сум Витез. Ние сме основното училиште Гоце Делчев. Јас сум маскиран во маска. Јас сум маскиран во Мајстор. Јас сум маскиран пират. Јас сум маскиран шејк, најбогатиот човек. Јас сум во обезбедување. Јас сум полицаец. За целата оваа атмосфера да изгледа така како што изгледаше, најзаслужни беа наставниците и родителите, кои заедно со своите деца ја покажаа својата креативност и ги подготвија маските кои што ги носеа на овогодинешната априлијада. Продолжува мерката за студентите. Најдобрите од државните факултети ќе добијат бесплатно патување. Сончогледот се уште е минимално застапен на македонските ниви. Остануваат во продолжение, проследете ги останатите вести од Македонија. Најдобрите студенти од првите 3 рангирани универзитети во Република Македонија. Согласно законот за високо образование и годинава ќе имаат можност бесплатно да патуваат и престојуваат на атрактивна туристичка дестинација во Европа, напиша заменик министерот за образование и наука Спиро Ристовски на својот Facebook профил. За оваа намена, Министерството за образование и наука веќе го објави јавниот повик, кој ќе биде активен за пријавување до 13 април, а на избраните кандидати во целост ќе им бидат покриени трошоците за сместување, исхрана и авионски превоз.
Патувањето за најдобрите студенти е една од 40 мерки за млади кои беа најавени минатата година и интензивно се реализираат. Минатата година се произведени 403.044 литри кравио млеко, што е за 11,6% повеќе во однос на претходната година, објави денеска Државниот завод за статистика. Зголемување на производството е забележано и кај овчето млеко за 0,8% и кај козјото млеко за 24,2% во однос на 2015 година. За 2,7% зголемено и вкупното производство на месо. Пораст од 18,1% има и кај производството на свинско месо, додека производството на другите видови месо е намалено. Од другите добиточни производи во 2016 година забележано е намалено производство на волна и производство на јајца. Иако дава добри приноси во услови на наводнување и има сигурен откуп, сончогледот се уште е минимално застапен кај македонските земјоделци кои ја избегнуваат оваа култура поради проблемот со ниската откупна цена. Тие не се решаваат да го зголемат производството на сончоглед. Оваа индустријска култура е со висок просечен принос од 1,8 тони по хектар, кој е еднаков со европскиот, но преработувачите не успеваат да ги стимулираат земјоделците да ги зголемат површините со сончоглед. Во земјава најголеми количества што досега биле откупени изнесуваат скоро 7.000, а годишните потреби се од 50.000 до 60.000 тони. Од преработувачката индустрија на сончоглед сметаат дека има простор за поголема застапеност, а обезбедувањето на домашна суровина ќе ја стабилизира и цената на маслото за јадење, кое зависи од странските берзи. Најголеми европски производители на сончоглед се Бугарија, Србија, Романија и Украина, кои ја диктираат и откупната цена во Македонија. Ајкула на улица во Австралија. Австралијците навикнаа на непредвидливата флора и фауна, но веројатно не очекуваа дека ќе видат ајкула среде улица. Невообичајната гледка доаѓа од село во сојузната држава Квинсленд, каде што опасната риба била исфрлена од океанот од налетот на циклонот Деби. Угинатиот 2 метри долг предатор го пронашол локален новинар додека ги снимил последиците од невремето. Се работи за бик ајкула која се смета за многу агресивна и која неретко напаѓа и луѓе. Останатите вести од светот во приложение. Косовскиот претседател Хашим Тачи се согласува со препораките на американските представници дека за формирање на косовска војска неопходни се уставни измени и консултации со сите заедници. Тачи вчера вечер за француски медиуми изјави дека во цело се согласува со тврдењето дека процесот на трансформацијата на косовските безбедносни сили во војска на Косово треба да се одвива преку уставни измени. Според Тачи, властите во Приштина сакаат да воспостават косовска војска за да станат интегрален дел од НАТО, а не војска која ќе биде изолирана. Изборен молк во Србија. До 2 април се забранува било каква изборна пропаганда преку средствата за јавно информирање. Во овие 2 дена нема да има јавни политички собери, како и објавување на проценките во врска со изборните резултати. Шефот на државата во соседна Србија, граѓаните со право на глас ќе го бираат помеѓу 11 кандидати. Ке се гласа од 7 до 20 часот на 2 април на 8523 избирачки места во Србија. Во Косово ќе се гласа на 90 места, додека во странство ќе бидат отворени 53 избирачки места во 32 земји. Ден претходно ќе гласаат српските државјани во Велика Британија, Канада и Соединетите Американски држави. Денеска имаме променливо облачно време со сончеви периоди. Во југозападните делови на земјава ќе има зголемена облачност и услови за локален дожд.
Ќе дува слаб до умерен ветер, претежно од северен правец. Утринската температура се движеше од 2 до 8 степени, а дневната од 15 до 22 степени. Во наредните денови не очекува значителна промена на времето. Ќе биде претежно стабилно и суво, но локално, особено во вторник и в среда, ќе има повремени локални врнежи од дожд и пад на температурата. Овде и го завршуваме ова издание на информативниот дневник на К1 телевизија. Јас ви благодарам на вниманието. Од мене пријатно.